Ти благодарам што ја прифати поканата за денешното интервју. За почеток би прашала колкав капацитет за сместување има лајка и колкав е бројот на тимовите кои што ги заловуваат? Лајка има отприлика некаде 130 боксови, меѓутоа ние чуваме и повеќе кучиња затоа што некои боксови се поволни за групно чување кучиња. И во овие 130 боксови се кучиња, се рече ние сме секогаш полни и освен што кучиња имаме кои што подолго ги држиме затоа што или не може да бидат изложени на програма или се откажана собственост или се со налог за каснување. Значи не можеме да ги вратиме на локација веќе и чекаме некој да ги вдоми, затоа за нашиот каталог на кучиња кој што е достапен на социјалните мрежи, достапен е на нашата веб страница и така натаму. Останатите, значи освен овие што се трајно затворени, се во некој дел од процесот на третманот. Значи два тима на заловувачи имаме кои што работат теренски по пријави. На пријавите одговараме во рок од 24 часа, особено пријави зборувам за каснување, кои што имаат приоритет, и пријави за појава на ново куче, нели куче нетретирано, женка во циклус која што прави чопори и така натаму, разни алармантни ситуации. Граѓаните ни пријавуваат и телефонски и на имейл. Двата тима се состојат од по 3 заловувачи и имаме едно лице, еден вработен кој што има дозвола за ракување со пневматска пушка. Тоа е докторот по ветеринарна медицина и всушност освен дозвола за користење на пневматска пушка, значи мора да биде присутно при таквата операција ветеринарно лице. Во случајов него имаме две во едно, затоа што ветеринарното лице одредува дозата на анестезијата кога се фаќа и се лови некое куче. Заловувачите ни се сите со помината обука пред јас да дојдам во лајка, значи тоа е кога се востанувувало предпријатието, е организирано преку агенцијата, преку за храна и ветеринарство, значи сите имаат помината обука. На вашето прашање дали може би било посрекна ситуација, веројатно да имаме некој човек плюс и да имаме уште еден тим екстра, за да можеме да ни дава поголема можност за маневрирање, да бидеме поприсутни, да можеме побрзо да одговориме на секоја пријава. Меѓутоа и капацитетите нормално кога би се зголемиле може би биле пооперативни, меѓутоа би сето тој повеќе би чинело, а јас ќе искористам приликава да нагласам дека ние имаме огромен проблем што општините кои што се задолжени го потпишале трипартитниот договор со градот Скопје и Лајка не учествуваат со својот договорен дел и не ни плаќаат. И на сериозен начин го оштетуваат буџетот и парите кои што ние ги планираме да истираме годината, а не. Дефинитивно би биле поефикасни доколку сите општини би си ги исполнувале обврските спрема Лајка, затоа што Лајка ги сноси на свој грб одштетите, од каснувања, наместо општините кои што се изземени од овие одштетни побарувања, а од друга страна својот надомест не го исполнуваат спрема нас. Што треба да преземат надležните институции? Да ги оставим на страна нели општините кои што сепак не се доволно ажурни, меѓутоа што треба преземат и другите надлежни институции со цел да го решиме во глобала проблемот со бездомните кучиња? Па видете, општините не дека не се надлежни, за жал законот нив ги апострофира како одговорни за справување со бездомната популација. Во законот стојат општините, градот Скопје, општините во градот Скопје. Меѓутоа, за жал, и треба иницијатива од нив да излезе за овој проблем да си го решат бидејќи е на нивни товар. Меѓутоа, еве се уште се нема толку години за ред, се нема политичка волја вистински да му се пристапи на проблемот. Значи, прво треба да се побараат законски измени кои што ќе им дадат одврзани раце на општините да си го решат проблемот. Значи, сите овие 3 закони кои што ја допираат оваа проблематика, законот за благосостојба, законот за идентификација и регистрација на кучиња за ветеринарно здравје, треба да истрпат законски измени, да се усогласат и понатаму треба малку агенцијата за храна и ветеринарство да биде проактивна, затоа што сите подзаконски акти што ги регулираат оваа проблематика ги одобрува, излегуваат од
од таму ги одобрува директорот на агенцијата. Проблемот е што ние пак ќе се вратиме на капацитетите, сега и 6000 куќиња да можеме да сместиме, што не е одржливо, тоа е 60 денари е само храна за куќа дневно, замислете за 60.000 куќиња секој ден. Нема да се реши проблемот, затоа што изворот не е отворен и вентилот не е отворен за нови куќиња постојано. После 6 до година дена ќе имаме повторно ист број 6000 куќиња на улица и така ќе се вртиме во круг. Затоа велам, проблемот би се решил со измена на законската регулатива, да биде со контрола, регулирање на прецена. Имаме хиперпродукција на домашни куќиња, за кои што нема интерес, нема побарувачка до толку. Значи секој семејство со куќа го размножува миленикот. Немаме се уште еманципација и едукација, секој да си го прво да го регистрира миленикот, понатаму ако го чува да го стерилизира. Сите сметаат, секој со куќа смета дека може да произведува легла, едноставно нема простор, тие куќиња завршуваат на улица. Расни, полурасни, значи ова мора да биде регулирано, мора луѓето да се регистрираат и на крај на криштата ние и како лајка предлагаме да се оданочува чување на миленик. Нормално ќе бидат иземени тие што имаат кастрирано куќе или стерилизирано, затоа што не представуваат потенцијален комунален проблем. Меѓутоа сите останати, значи ние имаме една сива економија, сите што произведуваат и продаваат куќиња, затоа не се плаќа данок. Значи тоа е една економска дејност која што е комплетно неконтролирана. На страна тоа што никој не го регулира тоа, ние бараме сега и лајка учествува. Ние сме во една група која што на парламентарно ниво се бори за законски да се измени актуелниот закон за благосостојба, бараме да се забрани размножувањето, да биде строго во услови на одгледувачница кој што ќе биде регулирано со друг подзаконски акт. Бараме да се оданочи чување на куќе, особено куќе кое што е купено и не кастрирано, не стерилизирано, оние што го вдомуваат од кај нас секако се субвенционирани, бидејќи не се изложени на никаков трошок, добиваат комплетно здрав, среден миленик со сите можда целата документација сосема бесплатно. И значи повеќе се работи кои што можат и светам дека и ЗЕЛС и големите политички партии дефинитивно требува да го стават во фокус, затоа што овој проблем се перпетуира веќе од година во година, повеќе 30 години колку сме независна држава. И се нема на маргините, освен што сме на први страници секогаш во медиумите заради каснување, изгледа дека се застанува на таа сензација. И ние сензационализација. Понатаму вистински никој не загребува во проблемот, дека домаќинствата го создаваат, дека ништо не е регулирано, што никаква контрола немаме. И би сакала да кажам, ние со нашата работа моментално многу го амортизираме. Знаете, ние во некои општини имаме скоро 80% покриеност на бездомните куќиња, веќе сме ги ојаловиле, што значи на тие што се веќе на улица, кога штетата е веќе направена, ние го амортизираме тоа. Ние немаме никаква допирна точка со изворот со креаторот на проблемот. Едноставно, кога проблемот веќе постои, ние гледаме да го ублажиме. Значи, 1/3 од куќињата успеваме да ги вдомиме, значи трајно се тргаат од улица. Здравите, питомите, тие што не покажале агресија на тестот за социјализација кај нас се подложуваат на програмата Залови, стерилизирај, врати. Тоа е програма која што би дала резултати кога би одела со пропратни мерки. И ние сме сигурни дека ќе даде резултати ако успееме, барем за една година сите куќиња на територија на Скопје да ги покриеме со кастрација и стерилизација. Барем тие што не се на улица да знаеме дека нема да се размножуваат повеќе. Меѓутоа, ние немаме никакви ингеренции врз тоа луѓето да не фрлаат нови. И тоа во континуитет се случува. Да не зборуваме што град Скопје е под напад на носење на куќиња од други општини. Сакаме да се потрудиме да го ставиме и во кривичниот закон, затоа што со тоа практично се
се загрозува општата безбедност. Вие одеднаш да истурите 10 кучиња на некој булевар, кучињата одат дезориентирано, не ја познаваат средината, одат во извор за храна, во извор на територија, тогаш се агресивни кога освојуваат територија. Тоа е борба за опстанок, за живот, значи апсолутно од секаков аспект загрозуваат јавна безбедност. И тоа редовно се случува. Ние ги знаеме и локациите, постојано ни пријавуваат нови, гледаме дека не се тоа автохтони скопски кучиња, затоа што обично кучињата во Скопје се мешанчиња од најпопуларните раси во моментот. Имаме кучиња кои што се сметаат за опасни, кои што исто така не ги враќаме на улица, трајно ги зачувуваме до вдомување, меѓутоа и вдомувањето оди се потешко и потешко. Има голема презаситеност од сите страни. Едноставно мора да се стави ред, апелираме секогаш и на медиумите и до новинарите да го отворат прашањето во неговиот корен и да почне да се делува, да направиме сите заедно, да има поголема политичка волја да се реши законски.